Почитувани мои, добар ден. На едноставното прашање колку се чувствуваме срекни и зошто, одговорите ја позиционираа Македонија на последно место на Балканот. А во Европа сме на крајот на колоната и само 3 држави се понесрекни од нас. Македонија 87 меѓу 137 држави во новиот извештај Среќата во светот 2023 на Обединетите нации. Полошо рангирани европски држави од Македонија се само Грузија на 90-то место, Украина на 92-то и Турција на 106-то место. Најсрекна држава во светот е Финска, која има просечен резултат од 7.804. Во првите 5 држави се наоѓаат уште и Данска, Исланд, Израел и Холандија. Најдобро рангирана во регионот е Словенија на 22-то место, по која следуваат Косово на 34-то место, Србија на 45-то место, Хрватска на 48-то место, а Грција на 58-то место, Црна Гора на 67-то, Босна и Херцеговина на 71-то, Бугарија на 77-то и Албанија на 83-то место. Денес во Црвена линија ќе се обидеме да откриеме што е причината, што не прави толку несрекни. Немањето пари, немањето работа, лошото образование, распаднатото здравство, нефункционалната држава. А она што нас ке не направи како Црвена линија срекни е секако да не заследите на социјалните медиуми, Facebook Црвена линија и секако профилот на Телма телевизија, каде ги објавуваме темите, каде можете да шернете, лајкнете и коментирате и меѓу другото, еве, во инбокс може да не испраќате секако идејни решенија за теми. Но најсрекни ќе бидеме доколку денес еве земете учество на Instagram стори анкетата и ни дадете одговор на нашето едноставно прашање. Дали сте срекни? Да или не? А колку и како сте срекни вие инстаграмџи ќе ја откриеме секако по рекламите кога ќе ги објавиме резултатите. А среќата во Црвена линија се мери со развојот на дискусијата, со вклучувањето токму на вас, на она што имате вие да кажете кога е во прашање среќата и македонците кои што живеат во земјава. Што треба да не направи доволно срекни, барем да котираме високо на овие ранг листи. Добар ден. Добар ден. Се слушаме? Да, се слушаме во Црвена линија. Види, сега зборувам за народот за да биде среќен. Овие несреќни што ја водат да се склонат, да остат државава, да не ја измачуваат. Сакаат сега да не направат бугари, да не направат албанци, да не направат не знам што. И како може да бидеме среќни? Дали сте вие среќен? Еве, тоа ни е анкетно прашање. Вие лично дали сте среќен? Јас сум среќен благодарение на мојата способност, на мојот ум што ме држи и тоа што сум работел во животот и уште се држам, работам и децата се престроени, не чекат од државата и среќни се, што да ви кажам. Едино несреќа ме најде, жената порано ми отпатува, ете, таа е несреќата моја. Иначе си имав одличен брак, што никој го немаше, сите се чудеа, и роднини, и комши, и пријатели, сите, како брак имам. Ете, тука несреќата ме најде, си се борам сега пак сум на едно завидно ниво, пак сум среќен, и така да овие несреќници што не водат, што нон-стоп дење и ноќе не спијат, само Македонија да ја уништат, како да кажам, бугарите, ние нашиве овие тоа го прават. Не бугарите, овие одат таму и тоа го прават. Замислете, Бујар Османи оди во Бугарија, вика, уставот ваш не е за отварање, вие не препознава да го отворите. Ние во Македонија ќе го отвориме за вас. И тоа пропагираат, не понижуваат, се изложуваат и зато вака Европа и таа свати што какви сме и цела Европа, сите држави, вика, уставот да го отворите, иначе нема да Врскунија.
Благодарам многу за вклучувањето во Црвена линија. Секако како екипа и редакција ве посакуваме на личен план целата среќа на овој свет, но и ќе останеме среќни и ние доколку останете вие со нас и продолжите да ја гледате Црвена линија. Денес имаме едноставно прашање, дали сте среќни и што е она што може нас македонците да не направи среќни до толку да почнеме да се рангираме високо на овие анкетни листи. Каде што во светот, ке подсетам, Финска па повеќе од 5 години се рангира на првото место како најсреќна земја за живот во светот. Добар ден. Да, добар ден. Дали сте среќни? Да, среќен сум. Од почеток до крај. Со фамилија, со све сум среќен, со примања, со сите работи што еден човек треба да ги поседува во семејството. Иначе, среќата во Македонија не доаѓа само од себе. Среќата се гради натре во Македонија. Тука имаме институции кои што не е почитува Македонија, не е сака Македонија. Сака Македонија да пропадне. Како е претходников што го кажува тоа? Нека кажи господинот што работеше во Комерцијална банка. Какви пари има однесено тамо? Затоа јас викам, среќата не е само тоа што кажува тој дека владата крадела, владата вак. Не е вистина. Државата треба заеднички да ја градиме. И позиција и опозиција. А опозицијата треба да и диши во вратот на позицијата како би можела да донесува подобри закони за да бидеме ние среќни во својот живот, во своето понашање, во своите сите работи кои што треба да проследат во цела Република Северна Македонија и така се гради среќа, а не се гради среќа само со плата или било што. А еве, што е тоа што не прави несреќни во моментот? Немањето пари, немањето работа, лошото образование, распаднато здравство, нефункционална држава. И пред тоа е нефункционалната на државата. Во ред. Благодарам многу што земавте учество во Црвена линија. Продолжуваме со вас. Денешна тема е среќата и зошто еве според вас Македонија е скоро на дното и еве дури со тешко срце ќе кажеме дека Македонија е позиционирана според среќата на ова анкета на последно место на Балканот. А и во Европа сме на крајот на колоната, значи пред нас е само неколку држави, како зад нас, подобро да речам, се Грузија, Украина и Турција. Добар ден. Ало, добар ден. Дали сте среќен? Добар ден ти на Игор од Битола. Игор од Битола, дали сте среќен? Телевизија Целна. Дали сте среќен? Јас сум среќен. Среќен сум. Вак, што одам на работа, што земам пензија, што имам брат, што роднините ме прифаќат, сите ме сакат во Битола. Па шетам, еве, во Скопје, во Охрид. Па убаво написано е што здравството, например, во Македонија е малце потешко да се, еве и образованието, еве во Македонија, ќе речам и доста има, како да речам, па среќата треба да се среќни луѓето, да се среќни да земат и парите, да има и пари, да има младите пари, да учат. А според вас што не прави толку несреќни за еве да бидеме позиционирани на последно место на Балкан? Дали се уште го имаме Игор на линија? Добро, благодарам за јавувањето. Продолжуваме со вас и да видиме што ќе ни каже во следните 90 секунди новиот гледач. Добар ден. Дентина. Добар ден. Дали сте среќни? Јас и како индивидуа среќна сум, пошто сум прабаба, меѓутоа разочарана сум за внуците што не можат да си достигнат среќа, она што сум јас ја живеела и моите деца што ги живееле. Затоа што да завршат факултет, да се борат за просек, да се борат, а да не можат да најдат работа, тоа е стварно страшно.
Тоа ме прави несреќна. Просветата, мислам, за децата дојде страшно време, школството, а да не зборувам за здравството, веќе тоа си е мој проблем, индивидуално, али за образованието, за младите, разочарана сум и стварно сум несреќна во тој поглед. А јас како индивидуа среќна сум што ми е семејството добро, здравствено, мислам, е добро, и што се множат. Тоа ми е битно, да се исчекате сите, меѓутоа, не знам, од децата што ќе биде понатака, еден Господ на помош нека ви биде. На сите млади ви посакувам добро здравје, среќа, па и пари да ви донесе здравјето. Дали високиот стандард според вас ја одредува среќата на жителите на една земја? Не се извинувам. Дали високиот стандард ја одредува среќата на земјата? Зависи од карактерот на човекот, дали во парите не се целото богатство. Ангажманот се кажа да не се повторувам, ако има секој работа, ќе биде среќен. Ќе има занимација, ќе има обврска и со тоа што ќе има занимација и обврска, ќе се има и здравје и ќе има и среќа. По мое. Така, благодарам многу и вам за вклучувањето. Благодарам ти на застапен. Се најубаво ви посакуваме и ние и да останете среќни, задоволни, особено на личен план. А што треба да се случи во земјата за да се рангираме високо и котираме високо? Па и да ни се случи, еве светот да зборува дека ќе бидеме во групата на оние северни земји, меѓу кои што неколку години поред, например Финска, е најсреќната земја во светот. Може ли тоа да ни се случи нам како земја? Добар ден. Ало, Добар на ден. линија ли сум? Да, во црвена линија сте. Дали сте среќни? Да, среќна сум, имам 2 деца, имам 6 внуци, многу си ги сакам, многу ме поштуваат и сум најсреќна на светот, иако јадам леп и сол, среќна сум што ги имам моите деца. А Македонија е несреќна држава, бидејќи во сите министерства владее растур систем. Значи немаме систем кој што треба да биде за сите исто, а не за некој многу високо, а за некој многу ниско. Значи падна системот во Македонија. Во секое министерство немаме ние институција што ќе тргне напред и да речеме образованието ни оде напред, земјоделието ни оде напред, економијата ни оде напред, здравството ни оде напред. Се е олеле мајко. Кој дојди, тој закон тури. Тој граби, тој влечи, тој носи. За другиот не интересира. И затоа ќе не реагираат во последните и предпоследните. Македонија, ако треба да биде на прво место нешто, треба да е најзагадена држава, треба да е уништена држава, треба да е поценет народот, треба да е излажан народот, Благодарам многу за јавувањето и сега малку ќе ве префрлам и на Твитер заедницата и таму се дискутира и зборува за среќата. Ќе стартуваме со твитот на Хашимото кој што напиша кусо и јасно. Хашимото напиша без јадење и среќа нема. Па еве, се сложувате ли можеби со Хашимото? Дали можеби високиот стандард, онаков каков што го има Финска, може да биде рецептот за тоа да Македонија високо котира барем на европскиот континент, кога се вреднуваме по она кои се најсреќни земји. Продолжуваме со вас на 023070005. Верувам дека веќе го имаме и следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Се верувам дека сте среќни, тоа е нашето прашање, дали сте среќни? Добар ден, Тина. Добар Поздрав ден. голем
ќе ви одговорам на прашањето. Голем поздрав до вас и до вашата емисија и уредувачка куќа. Лично како граѓанин и како фамилијарен човек, среќна сум ради семејството, а несреќна сум ради државата. Со слоганот нема правда, нема мир, нема безбедност, нема економија. Не може човек без правосудство, без безбедност, без пари и понижување да биде среќен. Затоа е Македонија несреќна. Партискиот систем ги направи народот да бидат несреќни, раскарани и омразени. Кога политичарите наши би биле свесни во позиција и опозиција, тогаш народот ќе биде посреќен. Ке нема вакви емисии и народот ке немаше да се нервира. Може би во ваквите емисии ќе зборувавме за убави теми. Точно така, точно. Како заврти тркало или други работи. Точно. Точно така тина. Ми го прекинавте мислењето, ми преиде сега зборот, меѓутоа вака ќе речам. Политиката го разора народот. Го разнидини. Јас сум човек од 68 години со висока стручна спрема за безбедност. Благодарам многу за вклучувањето и драго ми е дека среќата, а и ќе потврдам, ја гледате токму во заврти на Телма. Тука навистина нашите гледачи и играчи се среќни и освојуваат вредни награди. Останете со црвена линија, тука еве ќе си дозволам да ве охрабрам да бидете сконцентрирани таму по рекламите. Ќе ви прочитам и некои од прашањата кои што може да се паднат во денешното издание и да ве донесат до награда. Но што може Македонија да ја донесе на висока позиција на ваквите листи, каде што ќе се зборува за неа, дека е можеби меѓу најсреќните земји во Европа? Што мислите вие? Добар ден. Добар ден. Дали сте среќни? Не. Зошто? Па зошто не ми е фамилијата тука. Нема да кој се радувам. По Санството, по Германија, по Австрија, по Словенија. Како да бидам среќен? Така. Што? Зашто немам? Зашто немаме? Доктори немаме. Тега, си стиди измена. И да бидам среќен. Како ме среќен? Нема ме среќен. Нема. Нема среќен у Македонија. Саду не, 10-то место. Последно на Балкани. Сам да им биде. Сам да им биде. Од лопујде, од лопови, од да и несреќен. Кој е откарио несреќен? Несреќен да ја носи крсењето. Кој е, Тина? Поздрав многу до тебе и до телевизијата. Поздрав и до вас и се надевам дека од сега па натаму кога ќе ве прашаме дали сте среќни, вашиот одговор ќе биде да. Но, еве, можевме да видиме преку инсертите и позицијата како изгледа на 87-мо место Македонија. Последно место на Балканот, а во Европа сме на крајот на колоната. Полошо од нас, можеме само да кажеме дека се рангирани европските држави, како што е Грузија, која што е на 90-то место, Украина, која што е веќе година и повеќе во војна, и Турција на 106-то место. Добар ден. Добар ден. Дали сте среќни? Па вака ќе одговорам прво. За да бидете среќни, среќата е во малите нешта. Значи, дали сте здрави, дали ви е фамилијата добро, дали имате кај да преспиете, дали имате што да јадете. Тоа е основната работа за да бидеш среќен и задоволен. А за повеќе, тоа на друго место. Меѓутоа, јас го гледам наслов и викате прво нема пари, па после нема работа. Не. Не, што е причината што не прави несреќни? Што ме прави? Ме прави целата состојба затоа што ние прво гледаме дали има пари, а после дали има работа. Работа има, имаме 50.000 невработени со основно образование, што не се преквалификуваат и да работат други занимања, да земат некоја пара за да заработат. Ние само чекаме државата да ни даде. Разбирате?
Дали имаме како земја висок стандард на живење? Не, ние имаме просечен соодветно на нашите услови, да не зборувам сива економија света, државата не чини, ама сите си тераме по своje. И неќеме во Европа, зашто таму има други правила. Овде си тераме по наше, дива лига. Јас нешто друго сакам да ви кажам во овие 20 на секунди. Ние сме во групата со Венецуела, замислете. Венецуела, колку што разбрав, а таа е позната дека е една најголемите производители на нафта. И тие се несреќни. Зашто? Затоа што некои картели владеат со тоа, народот е сиромашен. Па така и кај нас. Благодарам многу за вклучувањето. Еве, засега можевте да слушнете што се кажа во црвена линија. Она што ми е драго дека скоро сите со исклучок на еден гледач рекоа дека се среќни. Она што навистина ги прави среќни е тоа што се реализирани на личен план, ги прават среќни нивното семејство, децата, внучињата и секако имавме претходниот гледач рече дека среќата се вреднува можеби по тоа колку сме здрави, колку имаме кров над главата и некои мали нешта што многу значат. Но како Македонија да се најде рангирана како Финска, Данска и Холандија меѓу земјите кои што важат за најсреќни земји во светот? Добар ден. Дали сте среќни? Па јас искрено среќен сум и прво јас ќе се надоврзам со претходниот гледач, потполно се согласувам, а тука ќе додам една стара песна во која што кажува среќата со пари не се купува. Сега ние македонците како народ, како нација се врзуваме со парите, па така и среќата. Значи овде голем дел од гледачите што кажуваат така од тие кај што извршена анкетата, што кажуваат дека се несреќни, тие сите тоа го поврзуваат со парите и с финансиите. Дали во Финска среќата со пари не се купува? Важат за земја со висок животен стандард. Исто и во Финска среќата со пари не се купува, но кај нив е сменет чипот во главата, размислувањето. Кога и ние ќе го смениме размислувањето, кога ќе гледаме на нештата поинаку, и кога анкетите, не знам јас и на кого се правени тие анкети, овде во вашава емисија сега ќе истане дека 90% се среќни, само 10% се несреќни, а кога анкетите се прават, да речеме, не знам, преку јавување од страна на анкетарите, тука испаѓа дека 100% се македонците несреќни. Тоа би имал јас да го кажам, со оглед на времето, поздрав и се најдобро. Поздрав. И јас секако ви посакувам секогаш да бидете 100% среќни. Во продолжение, еве и ќе ве потсетам на telma.com.mk, доколку кликнете, можете многу повеќе да прочитате за извештајот кој што е со наслов Среќата во светот 2023 на Обединети нации. Македонија најнесреќна на Балканот и на дното во Европа. Добар ден. Добар ден. Дали сте среќни? Прашањето и за вас. Дали сум јас на линија прво да прашам? Сте на линија и ве прашуваме, дали сте среќни? Вака сега. Јас сум македонец, сум многу несреќи поминати низ времето, меѓутоа среќен сум што сум сега со оваа состојба. Затоа што за да биде човек среќен, треба да се роди во среќна фамилија, во човечка фамилија, во македонска фамилија, со стара традиција македонска, да се почитува секој, да се помага на секој. Јас сум така како дете створен, образован, усмеруван во човечка насока и до ден денеска, татко на 3 деца, дедо на 5 внуци, а сите што се усмерувале уште како деца, да бидат во човечка насока насочени, тие би се омажиле, би се ожениле, би се наобразовале, би навикнале да работат, би навикнале да стварат, би навикнале да раѓат. Сега тие што се несреќни, нека мислат дали го тоа направиле во минатото. Ако има тоа што го
што треба да го има некој македонец, значи се среќни. А ако го нема тоа направено, тие се несреќни. Пари што те повечка, не само со среќа не се купувам пари, него тие што те повечка до тоа што тие што ги немаат се отепуваат како ги најдат. А тие што ги имаат се отепуваат како ги чокријат. И тие што отепуваат и тие, ама ние, пусто умот наш македонски, не води сега кон самоуништување, ама ја мислам дека ќе се свести овој. Благодарам многу за јавувањето. Одеме и продолжуваме со вас, се разбира, ве прашуваме и во продолжение можеби некој кој што подоцна се вклучи. Сакаме да се обидеме заедно со вас да откриеме што е причината што не прави несрекни. Дали е тоа немањето пари, немањето работа, лошото образование, распаднатото здравство или нефункционалната држава. А дали е среќен ке или срекна ке ни одговори новиот гледач. Добар ден. Ало. Добар ден. Здраво. Здраво. Дали сме срекни? Видите, моментална ситуација, некојаш може да бидеш и нервозен, и несреќен, и дури и опасен. Среќа многу поретко сега е период за среќи, бидејќи откако дојдела демократијава, среќата све помалку ја има, све повеќе има несреќа. Мислам, у смисол негативни работи им се случуваат на луѓе. Иначе, ја не знам анкетарите кои биле, какви биле. Најголем број на пијаници и пијачи на антидепресиви баш се финците. Дали ради ракијата што пијат таму тие водки фински или било што и тие апчиња што ги голтаат за да бидат среќни, тоа ги прави нон-стоп да бидат насмени, не знам, може да е тоа, оти они така се многу не се многу нација која е радосна. Тоа е превара тие што правеле анкети такви. Ние бевме многу весела нација, имавме и друштва и занимации и све. Сега еве една спомнувам една млада дама за она друштвена игра табла со карти. Дали чула некато живот, никад не чула ни за карти, не па за табла. Цело време телефоните пред очи, време нема поздрав. Благодарам многу. Сепак драго ни е што и срекни сме што го искористивте вашето време и се вклучивте и во денешната дискусија за среќата во црвена линија. Ете, интересно е, гледачот вели дека можеби тие што ја правеле анкетата имаат погрешен впечаток. Се верува дека северните земји, односно народот кој што живее таму, живее во помалку сончеви денови, што значи дека можеби и не се толку среќни, се верува дека се на антидепресиви, но како и да е, едно е сигурно, доколку се врши анкета, велат дека се задоволни. И горе-долу зависи кој каква перцепција има од среќата. Но ние како да се најдеме и светот да зборува дека спаѓаме меѓу најсреќните земји, барем во Европа. Добар ден. Добар ден. Дали сте среќни? Многу тешко прашање, никаква среќа. Прво, не значи дека сум среќен ако имам пари, имам све, имам да јадам. Меѓутоа, кога ќе се сетам во каква држава живеам и тука паѓа све во вода. Све во вода паѓа. Зошто? Од држава станавме урбанизирана држава. Каде што да за причините? Нема пари, нема работа. Има работа. Има работа. Имаме во Македонија 120 незаботени. Сега. Зашто незаботенија се увезуваме работна сила. Не така. Ако гледаш во Германија, Шведска, Данска, Холандија, секој што се пријавува под заводот за запослување му се нуди трета работа. Без разлика што има завршено, дали се вие новинар или јас електричар. Вика вака. Заводот за запослување времено ви определува работа надбор од вашата струка. Да речеме, времено, за да не бидите под заводот за запослување. Зашто ова го велам? Ова го велам затоа што
кога ќе излези вашето работно место, самата институција ќе ве премести онаму каде што заслужувате. А овде ке ние имаме 120.000 невработени, чекаат работа, не може тој да биде, пример, пекарот и бил инженер. Не бе така, тогаш ќе го испишат ако се најдува во овие држави предходните од Завода за заposlување. Значи ти не бараш работа. Сега, ако 120.000 имаме невработени, а сакаме да увеземе работници од странство, не ми е јасно што ќе правиме со овие од социјала. Значи, ќе повторам. Работа има. Имаме толку незапослени, убаво му е да го користат, да речиме, за сферата осигурање, а си работат сасвим 10 работа. И пак живеат од тоа, ама е незапослено, ти немало место за доктор. Па не може така, или електричар. Државата ти нуди работа, не припаќаш толку, крај. Така, благодарам многу што се вклучивте во црвена линија. Ајде сега повторно малку на Твитер. Велесил С напишал: Македонците најнесрекни на Балканот, а албанците најсрекни. Верувајте, така е. Вие верувате ли дека како земја може да котираме високо на вакви ранг листи? Што е она што може да не направи да барем налекуваме на финци, на холанѓани во однос на тоа што значи да се биде среќен? И што е она што не стави на последното место на Балканот, а во Европа сме на крајот на колоната? Дали тоа што немаме висок стандард или немањето пари, немањето може би работа, лошото образование, распаднатото здравство или пак нефункционалната држава? Добар ден! Ало, добар ден. Добар ден, дали сте среќни? И убав ден. Најубав ден и прв ден од пролет. Така е, но можете убава тема. Има една македонска изрека. Среќата со пари не се купува, ама и без пари не ја бидува среќата. Ја мислам дека не е толку црно колку што ние прикажуваме Македонија како несречна држава. Има недостатоци многу недостатоци има. Сега децата ни бегаат, миграцијата постои во цел свет. Верувајте дека и во европските земји има миграција, и во Италија имам пријатели кај што италијаните напуштаат, бегаат Скандинавија, скандинавците одат за Канада, за Америка, се кружи во светот. Што е, никој не знае што се дешава. Бело не е, меѓутоа и толку црно не е. Дека политиката овие изминати години ја растурија Македонија, има несречни, има фамилии кои што гладуваат, се согласувам дека наутро стануваат на нивните деца, нема што да им дадат парички за школо, за средно, високо образование во основно. Државата функционира. Сега дали е нефункционална? Не е нефункционална, е функционална. Меѓутоа пред се од нас зависи. Од нас граѓаните. Ние се највиновни. Знаеме какви политичари носиме и наредните избори пак на истите ќе гласаме. Благодарам многу и вам за вклучувањето. Добар ден. Добар ден. Па еве кога зборуваме за среќата, дали сте среќни? Ало, дали сум во програма? Во програма сте. Дали сте среќни, ве прашуваме? Јавуваме се од Русиново. Поздрав до сите од Русиново кои што не гледаат. Така, слушај сега, јас за среќа сега ќе ти кажам, за среќа да бидеш треба да работиш. И да заработиш пари. Значи, ако не работиш, нема да бидеш среќен. Дали сите што работат имаат многу пари? Па, слушај сега, јас ако има луѓе што ништо не работат, нема да бидат, и добро, може да бидат и среќни, ама среќата е мала, така е, мали работи се среќни. Еве во Русиново дали се среќни жителите? Па, жителите се среќни, работат, сите, на село се среќни луѓите. Работат, заработуваат пари и така. Добро, кој е рецептот тогаш да бидеме посрекни како земја? Или барем слични на Финска?
Не ве разбрав што ме прави. Што треба уште да направи Македонија, па еве да се рангира како Финска високо на листите за Финска свекни? сме многу далеко ние море. Финска и Шведска се далеко земји. Не може да бидеме како нив. Зошто? Никогаш? Не мора никогаш. Значи може со политичари. 90 секунди е време трењето на секој излагање. Голем поздрав до гледачот кој што се јави од Русиново и секако до сите гледачи кои што не гледаат од таму. Еве ни открија дека во Русиново сите се среќни и работат и тоа ги прави среќни. Добар ден за следниот гледач. Добар ден, Македонија. Дали сте среќен, Тале? Јас сум среќен дека живеам во своја македонска држава. Тоа било сон на генерации македонци наши, кои животи давале по зандани чмаеле, на парчиња ги сечеле, оти сакале да бидат на наше место, да се привилегирана генерација дека живеат во своја македонска држава. Но за жал, дел македонци во овие 30 години мразат дека живеат во своја македонска држава. Мразат македонска музика, не слушаат. Зошто според вас мразат? Па мразат, така се туѓи пропаганди, антимакедонски пропаганди ги терат да мразат македонска музика. Како да биде среќен македонски пејач кој не може да создава македонска музика, не може да направи свој македонски концерт во Македонија. Дали финците се среќни затоа што имаат висок стандард и функционална држава? Или пак затоа што слушаат само финска музика? Во вакви емисии се јави наша македонка од Германија и од Шведска, две македонки. И двете викаат, и германци и швеѓани прво пазарат своји германски или шведски производи. Во наша Македонија, оној кој е земјоделец, се пченица, не може да продаде наша Македонија. Тој не е среќен. Оти се увезува туѓа пченица, даваме милиони евра за увоз на пченица. Оној кој чува крави, не може да пласира своје млеко македонско. Оти купуваме странско млеко. Како да биде тој човек среќен? Како да сме среќни кога се тој го даваме пари, Македонија ни дава пари за пензии и плати, а трошиме за странски. Меѓу другото, кога се пазарува, мора да бидеме искрени. Еве, јас лично сум доживеала во северните земји, се пазарува она што е подостапно во однос на цената. А сега продолжуваме среќата со реклами. А по рекламите време е да ги соопштиме и резултатите од Instagram Story анкетата на Црвена линија. На едноставното прашање кој што го поставивме и за сите гледачи кои што се вклучија дали сте среќни, Инстаграмџија вака одговорија: со да 37%, со не 63%. А еве јас во продолжение, бидејќи така ме инспирира голем дел од гледачите, кога веќе се зборуваше за среќата, едногласни беа и рекоа дека среќата со пари не се купува. Па еве во пред самиот старт на Заврти на Телма, ете гледате што убаво си звучи мелодија, ќе ве расположам и ќе ви речам, може би не сме како Финска во однос на среќата, но Финска живее во и таа среќа живее во Заврти на Телма. Тоа го знаат гледачите кои што редовно освојуваат големи награди, како што е телевизор, правосмукалка, микропечка и што се не. А јас како подкажувачка за поголема среќа, еве ќе ви прочитам и прашања. Забележете вие кои што гледате Црвена линија. Кој филм во режија на Стивен Спилберг зборува за спасување на полските евреи? Прашање кој животни според дресовите што ги носат може да кажеме дека навиваат за Јувентус или Партизан? И имаме гатанка, вели од куќа до куќа оди, а внатре не влегува. Среќата во Заврти на Телма почнува за кратко. Се гледаме.